Откако дебело го собра кајмакот, Порше реши на европските купувачи да им понуди поприфатлива изведба на исклучително успешниот Тајкан. Тој нема никаква додатка во знаката, ниту турбо, што беше оспорено од сите познавачи на автомобилите, но ниту 4S, што значи дека нема ни погон на сите тркала. Оваа изведба досега беше на располагање само на купувачите во Кина, а дека ќе се појави и тука, Порше навести пред 2 месеца, поставувајќи со неа Гинисов рекорд во најдолго дрифтање со електричен автомобил. Тоа требаше да биде доволно да ги заскокот ка сетилата на подомакински настроените клиенти на марката, на кои цената од 83.500 евра им значи исто како и она што може да го понуди. А тоа е еден електромотор од 408 конски сили и батерија од 79,2 киловат-часа, што значи забрзување до 100 за 5,4 секунди и максимални 230 км на час. Оние кои сметаат дека ова е малку, ќе можат да го нарачаат во Performance Plus изведба со 476 коњи и 93,4 киловат-часа капацитет на батериите. Динамиката ќе остане иста, а разликата е во автономијата која според WLTP нормите ќе се зголеми од 430 на 484 километри. Полнењето на батериите е возможно со ултрамоќна ампеража, при што за само 5 минути се складира енергија доволна за поминување на 100 километри. Дизајнот и внатрешноста на овој Тајкан скоро и да не се разликува од другите, што значи дека опремата и понатаму е првокласна. Тоа сериозно го провоцира поставувањето на прашањето зошто неговата најскапа верзија чини дури 103.000 евра повеќе. Истовремено, оние кои не се оптоваруваат со парите ќе препознаат солидна основа за некој иден 911, иако Порше од петни жили се обидува да не увери дека легендарниот спортист во блиска и не така блиска иднина нема да се појави како чисто електричен модел.